Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. Председателот Барак Обама го објави првиот од серијата чекори дизајнирани за помош на американците кои страдаат како резултат на слабата економија на државата. Тој зборуваше во Невада, на тераса на дом во Лас Вегас. И еве што им кажа на собствениците на домови чија вредност е помала од сумата што ја должат. Со задоволство објавувам дека агенцијата во чија надлежност ова ќе биде презема серија чекори да им помогне на одговорни собственици на домови да го рефинансираат стамбениот долг за да ги искористат ниските каматни стапки. Еден од тие чекори е симнување на бариерата што забрануваше одговорни собственици на домови да рефинансираат ако паднале толку ниско што должат 25% повеќе отколку што вреди нивниот дом. Ова меѓу другото го кажа председателот Обама објавувајќи мерката за која не му треба одобрение од Конгресот. Францускиот председател Николас Саркози и британскиот премиер Дейвид Камерон се судрија на вонредните средби во врска со можен референдум за напуштање на Европската унија. За неновата тензија во еврокризата е следниот прилог. И покрај инсистирањето на фасадата за обединетост, самитот на Европската унија од неделата беше полн со тензии што тешко се прикриваа. Француските весници на насловните страници излегоа со написи за конфликтот меѓу председателот Николас Саркози и германската канцеларка Ангела Меркел, иако официјалната верзија беше дека разговорите се на добар пат. Европските банки ќе бидат приморани да соберат 100 милиарди евра нов капитал за да се заштитат од загуба. Давателите на заеми ќе треба да простат преку 21% од долгот на Грција, за кој беше постигната согласност во јули годинава. Најмногу прашина се крева околу така наречениот фонд за спас во редовите на Унијата. Аналитичарите велат дека актуелните 440 милиарди евра се премалку за да се спасат Шпанија или Италија, доколку и тие имаат проблеми. Францускиот председател Саркози вака го образлоши своето гледање за зголемување на приходите. Ги подсетивме сите наши европски партнери за нашата врзаност со воведување на данок за финансиските трансакции. Ние сите заеднички се обврзавме на тоа и имаме намера да се придржуваме на договореното. Британија, која не е дел од еврозоната, се противи на воведување на ваквиот данок со оглед на фактот што незината економија во голем дел зависи од финансиските услуги. Премиерот Дейвид Камерон истакна дека членовите на единствената валута не треба да диктираат политиката на целата Унија. Промена на договор може да се случи само доколку постои согласност меѓу сите 27 земји членки на Европската Унија. И секоја промена, каква што беше минатиот пат, е можност Британија да ги напредне своите национални интереси. Англо-француските тензии се продлабочуваат. Саркози е цитиран како му кажува на својот британски колега дека му е смачено од него со критиките спрема Франција и кажување на сите што да прават. Лидерите на Европската Унија утре повторно ќе се состанат за да го финализираат договорот за спас на економијата. Многумина се надеваат дека можеби ова е почетокот на крајот на должничката криза во Европа, но речиси исто толку веруваат во спротивното. Гласот на Америка ви подарува компјутер. Кликнете "Ми се допаѓа" на нашата Facebook страница за да влезете во избор за бесплатен iPad 2. Добитникот ќе го објавиме на 15 ноември. Додека САД продолжуваат да се борат со големата невработеност во земјата, за постарите американци кои останале без работа е особено тешко да најдат работа заради возраста. Една компанија, неодамна формирана од поранешен наставник, работи токму на тоа. Вработува исклучиво постари жени. Следниот извештај од Лос Анџелес. Ако сте во Америка, да се најде некој што ќе го чува вашето дете е стресна работа. Многу родители немаат роднини на кои може да им ги доверат децата, особено немаат баба во близина што може да се најде во такви ситуации. Ана Мари Калдвел се снашла, изнајмила баба. Таа е дел од семејството, помага со готвење, чистење, со домашното на децата и се игра со нив. Калдвел ја нашла Джейн Мартес преку компанија со седиште во Лос Анџелес за рентирање на баби. Мертес вели дека ова е повеќе од работа за неа.
Кога работите со деца, имате одговорност и обврска да направите разлика во нивниот живот и можеби да ги научите нешто што нивните родители не можат или не знаат или едноставно да им дадете друга перспектива. Калдвел вели дека искуството е тоа што овие изнајмени баби ги одвојува од бебиситери кои обично се тинејџери. Тие донесуваат многу знаење со себе, самоуверени се во одлуките и не се деконцентрирани како што можат тинејџери да бидат. Тод Плис е основач на компанијата, а идејата ја добил кога бил наставник во Холивуд. Слушав хорор приказни за тоа како бебиситерката за малку ќе ја запалела куќата заборавајќи ја вечерата на шпорет или домашна помошничка која заспала и децата останале заклучени надвор од куќата. За да ги вработи, Плис детално ја испитува историјата на личноста што аплицира. Плис вели дека е бомбардиран од повици на жени кои сакаат да работат. 2 милиони луѓе во САД над 55 години возраст се невработени, од наставници до правници. Плис вели дека 90% од жените кои се јавиле за работа во неговата компанија рекле дека не може да најдат работа. Дали луѓето тоа јавно го кажуваат или не, се работи за возрастна дискриминација. Тоа го знам зашто голем дел од овие жени се образовани, со децени искуство во вистинскиот свет, не само за чување деца. Плис вели дека секој од секаде во светот може да се регистрира на веб страницата rentgrandma.com за секој родител да може да најде баба што ќе им одговара. Жените се незаменливи во улогата на баби, но многу деца не успеваат ни да ги запознаат своите баби, зашто многу жени умираат прерано од срцева болест. Гледате утре во News Flash, ќе ви кажеме зошто жените се во поголем ризик од мажите. Убиецот број 1 во светот, срцевата болест, во голема мерка може да се спречи, кај жените посебно, со просто подобрување на дијагностицирањето. Гледате утре во News Flash. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. И не заборавајте да кликнете ми се допаѓа на нашата Facebook страница за можноста да добиете iPad 2. А на нашата веб страница ќе најдете се што не влезе во емисијава. Ве чекаме овде јутре. До гледање.